Диверзити медија, Радио МОВ и Идеја ви представуваат Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медии. Добар ден, јас сум Весна Коловска од Диверзити медија, заедно со МОВ и Идеја Југоисточна Европа, а со подршка на НЕТ, го реализираме и ова издание, четвртото поред на Дебатирањето менува. Македонија е на дното на листата Европски земји по толеранција и почитување на правата на ЛГБТ заедницата, со само 13% толеранција. Пред Македонија по толерантни држави се Косово, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Бугарија од нашето обкружување. Минатата недела, Владеачката партија се обиде да го измени уставот, додефинирајќи го бракот како ексклузивна заедница на маж и жена. Некои во ова прочитаа други намери, други го протолкуваа како зацементирање на конзерватизмот што го наметнува оваа влада. Од друга страна, изминатите месеци бевме сведоци на напади врз припадници на заедницата, каменување на Центарот за поддршка, шкртање на билбордите кои пропагираат поголема толеранција за маргинализираните групи. Хелшинскиот комитет изброја 50 на инциденти, од кои најмногу во Скопје и градовите во Западна Македонија. И додека во светот бавно, но речиси континуирано се легализираат истополовите бракови, во Македонија се поизразена е демонстрацијата на страв, па и нетрпеливост кон ЛГБТ заедницата. Зошто е тоа така? Што за ова време прави заедницата во афирмирање на основните човекови права? Денеска во дебатата ЛГБТ заедницата во земјата со демохристијанско владење. Денеска на оваа тема ќе дебатираме со Беким Лекијасане од ЛГБТ, односно заедницата, активист, Ана Павловска-Данева, пратеник и професор на Правниот факултет, и Ренат Цветковиќ од Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, и во студиото го очекувам уште Душко Миновски од Комисијата за заштита од дискриминација. Добар ден ви посакувам, благодарам што сте тука во студиото. Добар ден. И започнуваме со последната вест што беше актуелна и е врзана со ЛГБТ заедницата. Најавата или иницијативата за промена на уставот. Се случи една интересна расправа во Македонското собрание. Тука е пратеничката Павловска-Данева. Па уште веднаш СДСМ беше ставена на листа на осуда. Имаше обвинување од редот што беше упатено до пратеникот од Либералната партија, во смисла на тоа внимавај, фати го зидот, и ред други обвинувања што се случува. Како изгледаше расправата во собрание? Па, најпрво, СДСМ го кажа својот став и мислам во вашиот вовед би прецизирала, тоа е всушност доуредување на дефиницијата за брак, е објаснување на ВМРО-ДПМН, конкретно на предлагачот Владко Ѓурчев и останатите пратеници кои го поддржаа предлогот за измена на уставот. Реално нема никаква потреба од доуредување, бидејќи тоа е материја која е уредена со закон кој обстојува во правниот промет долг низ години и никому досега не попречил да ги реализира своите права, ниту пак попречил некому од преголема реализација на нечии права. Конкретно за собраниската дебата можам да ви кажам дека со големо жалење констатиравме и од тука и баравме полчасовна пауза, свесни дека ќе ги изгубиме медиумите кои вообичаено се до 14 часот присутни во галеријата на собранието, но тоа го побаравме заради тоа што нивото на дискусија беше сведена на мајтапење и на понижување првенствено на уставот како највисок политички и правен акт во државата, понатаму на самото собрание кој го изгуби дигнитетот во таков вид на дискусии и на секој од нас пратениците, а на крајот се разбира и на припадниците на ЛГБТ заедницата кои беа оквалификувани не директно, меѓутоа индиректно со такви забелешки како луѓе непожелни во нашето општество. Беким, морам да ве прашам, пратеничката Мехмети загатна една тема околу тоа дека не знае дали е време традиционалната дефиниција на брак да се решава во моментов во Македонија. Како вие ја следевте? Ја следевте ли расправата во собрание? Како ја доживеавте? Па да, ја следевме расправата во собрание и мислам дека таа расправа погоди многу луѓе, посебно луѓето од самата заедница, пошто расправата оди на канал кој го гледаат многу луѓе кои претежно во тоа време се дома, и начинот на кој целата расправа беше пренесена, исмејувањето кон ЛГБТ лицата
ги повреди самите луѓе од заедницата. Мислам, имаше и аплауз во собранието. Луѓе кои се гласани од самата заедница дават аплауз на начин на исмејување. Мислам дека пратеникот кој не нарече дека сме болни, дека хомосексуалноста е болест, мислам дека он треба да знае дека он представува некој процент од таа заедница на која он така ги не нарече болни или хомосексуалноста ја нарече болест. Мислам, ја во моментот бев шокиран, пошто сигурно убеден сум дека некој од заедницата му дал глас на него и начинот на кој он зборува или ја представува заедницата е многу понижувачки. И мислам дека ако не ништо друго, ако 100.000 луѓе во Македонија го следеле тој пренос, значи како они гледат на хомосексуалците, како они гледат на ЛГБТ заедницата после тие навреди, после тие, не знам, мислам... Вие реагиравте истовремено по завршувањето на таа расправа. Имате ли некаков ефект од сите ваши активности, иницијативи, акции воопшто? Па има ефект, но повеќе од работите што ги правиме имаат и голем контраефект. Мислам, ние реагиравме, посебно не засегаше делот, како организација не засегаше делот зошто албанскиот политички фактор хомосексуалноста ја поврзува како проблем на само македонската заедница. Продолжуваме понатаму, застанавме околу она што се случуваше во собранието, меѓутоа надвор од собранието, изградовите во Македонија, изминатиот период, последните неколку месеци бевме сведоци, читавме за напади врз лицата припадници од ЛГБТ заедницата. Тука сакам да го прашам господинот Миновски, што се случува во комисијата? Има ли реакции, има ли представки? Дали комисијата имаше прилика да одреагира некако или реагирала до сега? Па да, во неколку наврати сме реагирале, меѓутоа да, на база на овој последен настан што се случи, осаствуваше наша реакција, бидејќи веќе четврток беше касно кога имавме комисија. Ние се состануваме еднаш неделно така согласно со статутот, мада тоа може и побрзо да биде, нели минатиот пат знам дека го Селја кога кажа се актуелна граничка на струга. Затоа е многу важно народните емисари, пратениците и така натаму да водат грижа, значи сакајќи некојаш да остават впечаток, нели се користат со разни мудрости и така натаму, и тоа е можеби дозволено, меѓутоа кога ставате во контекст со некого се поигрувате со нечии чувства, например, он тогаш рече дека алудираше на пратениците на ДУИ, демек мислеше дека се они олимпици, они биле параолимпици и така натаму, сакајќи да каже дека се по, нели, невредни. Во тој контекст и ние објавивме соопштение тогаш дека тоа не е во ред, требаше исто така и во овој дел, меѓутоа осаствуваше соопштението, едино оставивме простор јас за ТВ Алфа, тогаш кажав дека доколку имаме представка соодветна дека ќе реагираме во тој дел, би постапувале. Често пати не се случува, значи особено на јавните личности, дека дефинитивно треба се престане со таа пракса. Во овој контекст комисијата и покрај тоа што нели ние не сме за тоа да говориме како е скроен законот, не сме учествувале во носењето на законот. Така да во тој контекст актуелниот закон за семејство упатува на стриктно на заедница на маж и жени. Ние сме должни да не само тој закон, него општо законите во Република Македонија кои регулираат одредени права на граѓаните, да ги респектираме и почитуваме пред се нив. Нормално и граѓаните во тој контекст, се што е надвор од тоа, значи дефинитивно не би можеле. И во таа ситуација и покрај тоа што експлицитно сексуалната ориентација не е наведена, колку што знаеме, нели, во основите за дискриминација, не можеме да кажеме дека ние имаме нели таму незатворена листа, односно останати и други маргинализирани заедници, и во тој контекст сме постапиле во 7 случаи, од кои што 7 случаи во 2 сме утврдили дека има дискриминација и дискриминаторите постапиле по нашето мислење. Мислењето за жал така не е поставен законот, не е задолжително, нели, како што е тоа случај со бугарската комисија. Туку даваме мислење и препораки за надминување на состојбата, доколку не се постапи идеме на она што би значило судска постапка. И секој момент го користиме и апелираме дека судството е дефинитивно исклучително важно за нас. Не без причина направивме нели меморандум за соработка со Академијата за обука на јавни обвинители и судии, само за да може да допреме до судиите, за тоа што и они мора да го препознаат законот, да ја препознаат комисијата, да ги валоризираат нејзините мислења, за да утре имаме крајен ефект, односно тоа сакав да прашам колку граѓаните ја препознаваат вредноста на комисијата. Ирена имаше прилика и лично вашиот сопруг беше нападнат. Дали имавте прилика да реагирате до комисијата? Дали верувате дека комисијата нешто може да направи? Комисијата не одлучува во случаи на насилство физичко. Мислам, се обративме до полицијата и сега
на суд, но никогаш не сме скокале до сега комисијата. Напротив, оному каде што утврдуваме дискриминација, без разлика дали станува збор за јавен говор, дали станува збор за колумни, учебници, ја некако на прво ниво пишуваме представки токму до комисијата. Можам да кажам дека македонското општество е исклучително хомофобично општество. Ако вие споредувате колку убиства има во Турција, колку во Македонија, би рекла дека во Истанбул со години наназад се организира една од најголемите геј паради во Европа, а во Скопје тоа се уште се нема случајно. Имавме еден навистина скромен обид за организирање на недела на гордоста, кој што помина во буквално 7-дневна трауматска ситуација на сите оние кои бевме вклучени. Бекиме тука. Во која смисла трауматска? Започна со најави за напад, уште првиот ден, додека седевме во оној мал и скромен ЛГБТ центар за поддршка на третиот спрат, доле се буквално руинираше центарот. За веднаш истиот ден да се организира контра геј парада, па да бидат претепени 4 деца на плоштадот, односно 3 малолетници на плоштадот Македонија. Од тој ден натаму 7 дена константно закани по живот, говор на омраза насочен кон пред се кон активистите, но и кон сите припадници на заедницата. И она што најмногу фрустрира е што немаше никаква, буквално никаква осуда на насилството, јасна осуда на насилството врз ЛГБТ заедницата и активистите. И она што исто така дополнително ја зголемува траумата е што ние бевме со мисла дека нас не чуваат 40 полицајци, кои што во моментот додека група од 40 луѓе руинира, демолира објект во кој што се наоѓаме, ние седеа пија кафе и го гледаа истото. Дозволете ми, доколку слободно вклучувајте се во оваа дебата, влегувајте. Јас би сакала исто да го изразам ставот и како професор, но и како пратеник и како представник на најголемата опозицијска партија, како сакате. Мислам дека е неспорно дека нашето општество е хомофобично. Македонското општество е хомофобично. За жал, ние не сме единствени во регионот е таков, но фрустрира повеќе фактот што на бранот на хомофобичноста која постои во општеството, една политичка партија, еден единствен политички субјект, тоа е ВМРО-ДПМН, која е на власт и тоа е уште пофрустрирачки, се обиде јавајќи на бранот на хомофобичноста да се здобие со политички поени. И наместо хомофобијата да се стивнува и сите институции, од Комисијата за дискриминација, парламентот, невладиниот сектор, установите образовни, да се обидат таквата поделба и раслојување на општеството кое постојат, да го помират, бидејќи имаме доволно раслојувања по сите можни и невозможни основи во нашава држава, еден многу погрешен обид на популизам, еден обид кој произведува страшни последици и на краток и на долг рок, направи ВМРО-ДПМН на чело со Владко Ѓорчев како експонент на пратеничката група која предложи уставната измена, а тоа е да ја уште толку продлабочи хомофобичноста, да ја зајакне и да го раслои и така раслоеното граѓанство во Македонија. Отсутството на реакција на овие низа напади кои што се случуваа последниве година и пол, не го алоцирам само во владачката ВМРО-ДПМН, туку и во останатите политички партии. Ниту СДСМ, ниту ДУИ, ниту ДПА не најдоа за сходно да излезат со реакција, барем една осуда за насилството. За мене беше, она што го видов во парламентот, беше нонсенс, мислам како science fiction сцена во која што во собрание кое што не зборува за реалните горливи проблеми со кои што се соочува заедницата, наеднаш сите имаат став во однос на бракот, иако при тоа, морам да повторам, до сега ниту самата заедница, ниту било која организација има побарано такво нешто. Дали коалицијата, дали вашата организација се обидела да направи некаков исчекор напред и да побара, не знам, да излобира кај претениците, да побара да некоја политичка партија опција да застане зад идејата дека треба вие да побарате поголеми права токму преку дефиниција на законот? Ние сме прилично нова организација. Коалицијата и Хелсиншкиот комитет, ЛГБТ Центарот за поддршка се поискусни на тоа поле. Ние
претежно работиме со заедницата, но тоа што е одговор на тоа е дека ни заедницата, ниту ние како представници никогаш не сме побарале до сега не сме побарале истополовни бракови. Мислам, само тоа е користење за добивање политички поени, ништо друго, и за ширење на хомофобијата. Со самиот раст на видливоста, со појавни активности за видливоста на ЛГБТ заедница, надвор од Скопје, пример, во Битола, кај што бевме нападнати, нито градоначалникот, ниту институциите кои работат не реагира на тие напади. Имаше билборд поставен во Тетово. Под билбордот имаше напишано најгрди зборови, најсекакви закани, ниту општина Тетово, ни градоначалникот, никој не застана да каже нешто за било што околу тоа. Мислам дека тоа е само чисто за добивање политички поени на грб на најранливата заедница во Македонија. Сметате дека нема потреба да терате и правна постапка во смисла иницијативи, она што барем кај нас законите и уставот дозволуваат и граѓаните меѓу другото да поднесуваат своји иницијативи? Сметате дека е доволно што ќе работите на свеста на создавање терен? Значи, јас кажав досега дека не е побарано. Јас силно верувам дека во иднина тоа ќе се случи. Да. Со доколку успееше оваа уставна, да речам, иницијатива за измена на уставот, тоа ќе значеше малку не ја згорчивте сегашноста, сега ќе не ја згорчите иднината до крајот на животот. Да. За среќа не помина овие уставни измени. Верувам дека во, да речам, некој природен тек на прогрес на општеството, тоа ќе дојде како тема. Како коалиција не планираме да го иницираме тоа прашање, но планираме да помогнеме во обезбедување на сите услови за отворање на демократска дебата. Ова прашање воопшто не е едноставно, не се работи за внесување на еден збор во закон. Имате тука многу различни начини на кои што ќе се уради овие прашања. Дали преку регистрирани партнерства, признавање на семеен живот кај истополови заедници, признавање на блиски лични односи, брак веројатно е нешто последно според искуството од другите земји. Но овие прашања не се решаваат на овој начин. Овие прашања не смеат никако да бидат дел од медиумска сензација, ниту дел од политичка предизборна пропаганда. Јас не се разбирам во партиски пиар, во тие валкани игри некако не се пронаоѓам, не можам да ја разберам потребата да се отвора секогаш одново ова прашање, при тоа при отворање на ова прашање да се маргинализира и игнорира заедницата. Тоа е за мене нонсенс, така што во иднина верувам дека тоа ќе се случи и се надевам дека во таа иднина ќе имаме минимум демократски капацитет да го истераме тоа онака како што наликува на една држава. Тоа сакав да прашам за мислењето на Павловска и на Миновски. Дали ова е стап во ред во смисла на тоа ако одиме на кревање на свеста, не знам, барање за поголема толеранција, дали паралелно не би требало да се оди со законски иницијативи, не знам, барање за промена? Видите, ставот на мојата политичка партија, впрочем и мојот, е дека во денешно време, во овој момент, имаме толку многу горливи проблеми со кои што се соочуваме и јас како хетеросексуалец и колегата Карши мене како хомосексуалец и кои ни се приоритет. Најверојатно на секој од нас ни е многу важно да имаме економски барем малку постабилна држава, да има поголем процент на вработување во државава, да престана задолжувањата од странство кои ќе ги исплаќаме генерации и генерации после нас. Доколку се решат, за нас е тоа приоритети. За нас, за секоја политичка партија, впрочем би требало, јас се чудам на ВМРО ДПМН во ваква економска состојба да се занимаваме со нешто што реално не е дури ни проблем во државата. Покрај се дефинитивно за осуда, значи нашиот мандат е фактички не само работа на представките, туку дефинитивно наше обезначало намирање на јавноста на секој граѓанин до последниот во Република Македонија кој ќе биде ставен во нееднаков третман, значи нееднаква положба за разлика од некои други. Така да и овие, значи припадници на оваа заедница и сите останати кои што нели ги насловуваме и ги крстиме како маргинализирани заедници, имаат право подеднакво пред уставот и пред сите закони во Република Македонија. Евидентно е дека треба да се осудува, значи не може такво недолечено однесување од пратеник кој што беше на господинот Милетич, значи такво нешто тоа не се случува и покрај тоа се веројатно таков е амбиентот. Тоа факт е дека и се случуваат одредени, значи демократски чекори, имаме еволуирање во многу сегменти. Ова е доста затворена тема, се отвара и така натаму, можеби и кај мене кој допираат некои одредени комуникации, контакти викаат
зашто ЛГБТ заедницата па избра баш такво, се дали воопшто има таква несреќна, да кажем, локација кај што, нели, дали тоа делува иритирачки врз одредена малце специфична заедница која што живее, нели, тука Бит пазар, не Бит пазар, разни коментари имате, можеби на друго место исто така ќе се случило и така натаму, и тоа факт е дека растеме и дека не дозволиваме ваквиот начин. Значи тука полицијата морала да реагира и така натаму, не викаме не, за било кој, а камале нели не. Значи се работи за човечки сушества, за граѓани на Република Македонија и во тој контекст ние ќе излагаме во представи, значи ќе работиме на представките, ќе анимираме јавноста, секој ќе бидеме отворени на форумите. Ќе го даваме на свој начин допринесот. Дали ќе се менува нешто во законот, реков, не можеме од аспект на комисијата да говорам, ние ќе работиме, иако има измени во новиот закон, значи за заштита од дискриминација, ние веројатно може само да дадеме одреден вид на поддршка ако некој не праша, ако не учествуваме директно во конструирањето, речеме, на нов закон кој би бил, нели, далеку посредите, на крајот кришата устав се менува, нели, викаме камо ли не закон, секој може да се измоделира многу подобро, кој ќе даде одреден период, одредени резултати, да или не. Така да во тој дел стоиме на располагање, реков, особено во делот на анимирање на јавноста, дека сите ние, секој до нас треба да има лична промена пред кај себе, за да може воопшто да работи со било каков вид на популација. Тука сме премногу лицемерни, тука имаме доста, значи, да не кажеме, двоен, троен морал и така натаму. Кога во Скопје, воопшто во Македонија, ќе може да се размислува за геј парада? Еве, едно од прашањата и до граѓаните. Што мислите? Па зашто не размислуваме уште утре за геј парада? Кога секојдневно гледаме стрейт луѓе како парадираат, среќно се шетат со нивните партнери, партнерки, со нивните деца, зашто нас да ни биде укратено тоа право да се шетаме слободно, да се бунтуваме за нашите основни човекови права кои секојдневно не се загрозени. Јас лично после настаните од Прайд викот не можам слободно да се шетам, не можам слободно да одам во мојот град, не можам слободно да ги гледам моите родители, баш поради тој голем степен на пораст на хомофобијата, директно од медиумите, и мислам дека треба да се бунтуваме и дека зошто да не наредната година или не знам кога да организираме геј парада. Парада преку која ќе укажеме дека сме тука, постоиме, дека сме загрозени и не треба да бидеме игнорирани, не треба да бидеме користени за политички, нечиви политички поени. Ирена, во вашата коалиција секојдневно имате контакт со луѓе кои што имаат слични вакви проблеми. На што се жалат луѓето? На што реагираат? Па добро, јас кажав допред дека мојата констатација дека македонското општество е хомофобично, буквално не ја базирам само на некој лично искуство, дека зад себе имаме и клиенти, и документирани случаи, и годишни извешти, ама еве и анкетата, мислам дека едноставно јасно говори за тоа во какво општество живееме. Допред година и пол, кога видливоста на самата заедница беше многу мала, насилството, да речем, многу најчесто се случуваше во рамки на семејството или во некој затворен круг од познаници, мало соседство и така натаму, и затоа можеби луѓе кои што не се во заедницата или кои што немаат контакт редовен, како господинот Душков, тој реално не може да има секојдневен контакт со таа заедница, да нема јасна слика за тоа што се случува во самата заедница, до булирање, малтретирање во училишта, кој што за една млада геј личност е долгогодишен пекол, низ кој што минува, наместо да имаме неубави сеќавања од детството, од основното и средното училиште за многу млади ЛГБТ луѓе. Тоа е пеколот низ кој што 12 години минувале. Со зголемувањето на видливост, еве да речем, имаме случаи на кои што можеме да се повикаме, за кои што јавноста и ги гледа, имаме докази, снимки, за кои што не можат ни да се порекнат. Така што она што сакам да го кажам е дека минатата година имавме недела на гордоста. Можам само да кажам дека ние никако не отстапуваме, назад не се враќаме. Макар и со по 100 денари од џеб дадени, секој од нас ќе продолжиме и односно следната година, во јуни, кога традиционално во светот се одржуваат прајдови или недели на гордоста, да направиме повторно некакви активности. Колку и да се скромни, она што можеме да го ветиме дека ние назад повеќе не се враќаме.